Нова НЛО бомбастична изјава од кредибилен извор. Наградуваниот австралиски новинар Рос Колдхарт, кој неодамна направи историско интервју со свиркачот Девид Граш, неодамна во интервју изјави дека има кредибилни информации за пронајдено толку големо вонземско летало, што војската, за да го скрие, изгради цел градежен објект околу него. People are going to question what I'm about to say. What if some of that is so big it can't be moved? Is that what you're saying, Ross? Is that what you've been told? That's exactly what I'm saying. How big is big? Big. So big they built a building over it in a country outside of the United States of America. I know that sounds preposterous, and I know, oh my God, you can just hear them now, the bleating debunkers. Let's see this investigated. Let's just see what happens. Let's test these allegations before the Congress. Девид Граш во интервју со Рос во јуни изјави дека американската војска има технологија од нечовечко потекло, дека има повеќе летала од нечовечко потекло и дека работи на обратен инженеринг на таа технологија. Тој спомна нечовечки вселенски летала, па дури и мртви пилоти во тоа интервју. Исто така изјави дека војската ја супресирала оваа вистина повеќе од 80 години со загрижувачки тактики. Спомна и дека имало дури и човечки жртви во тој процес и дека сите докази што ги имал му ги предал на членовите на соодветните комисии во Конгресот и Сенатот, оние членови што имаат сертификати за класификација. Доказите претходно ги представил пред Генералниот инспекторат за разузнавање, од каде што до Конгресот било испратено барање неговите тврдења да се истражат затоа што биле кредибилни. Девид Граш е доскорешен висок разузнавач, кој имал увид во над 2000 класифицирани програми и работел во National Geospatial Intelligence Agency NGA и The National Reconnaissance Office NRO и работел како истражувач во одделот за проучување на НЛО во Пентагон UAP Task Force. Граш бил одликуван борбен офицер и во рамките на американското воздухопловство за време на војната во Авганистан. Најбитно од се, пред да го направи сето ова, Девид Граш побарал дозвола од соодветната канцеларија во Пентагон, DOPSER или Defense Office of Pre-Publication and Security Review, што е канцеларија за одобрување на објава на информации за одбраната, и добил дозвола да го стори тоа. Како одговор на неговите тврдења, членовите на представничкиот дом на САД изјавија дека закажаа конгресно сослушување за НЛО на 26 јули и на него се очекува да сведочи и Граш. Не е потврдено, но можно е да сведочи веќе добро познатиот поранешен разузнавач која водеше поранешната програма за проучување на НЛО во Пентагон ATIP, Лу Елизондо. Конгресот активно работи на објава на вистината за овој феномен. Во последните 3 години со 3 закони му нареди на војската да оформи оддели за проучување на НЛО, оддели кои треба да го известуваат Конгресот за феноменот исто така. Првиот оддел беше UAP Task Force, вториот AIMSOC и третиот кој се уште е активен се вика All Domain Anomaly Resolution Office или ARO. Исто така од 2017 година на повеќе наврати членови на Конгресот кои имаат сертификати за класификација се редовно брифирани од поранешни високи разузнавачи и воени офицери, како и луѓе кои работеле во тајни програми за обратен инженеринг на вонземска технологија. Ова не е никаква теорија или некакво верување, ова е факт кои самите конгресмени и сенатори јавно во повеќе интервјуа го потврдија. Тие се брифирани од поранешни високи разузнавачи и воени офицери и луѓе кои работеле во тајни програми за обратен инженеринг на вонземска технологија. Конгресмените и сенаторите потврдија дека имаат високо класифицирани информации за постоење на вонземска технологија и многу повеќе од тоа. Затоа Конгресот донесе нов закон кој ќе му овозможи на сите овие кредибилни сведоци без никакви реперкусии да може да ги прекршат своите non-disclosure договори и да сведочат пред Конгресот и Сенатот во класифицирана форма. Сите воени лица или цивили кои работеле на тајни проекти ќе можат да откријат се што работеле во тие програми без никаков легален
товар врз нив. И на крајот, најинтересното и најневеројатното нешто, но е апсолутна вистина. Демократскиот сенатор Чак Шумер, лидерот на мнозинството во Сенатот, предложи нов закон со кој директно на војската му се наредува да ги архивира и објави јавно сите архивирани информации за феноменот НЛО, да ја објави целата историја на својата инволвираност во проучувањето на феноменот, затоа што има кредибилни информации дека сето ова било прикривано користејќи дупка во Законот за атомска енергија од 1954 година што војската не смеела да го прави. Сето ова е наведено во текстот на законот. Земајќи го во предвид текстот на овој закон, се гледа дека сенаторот бил добро брифиран и дека има класифицирани информации за овој феномен. Далеку повеќе од информациите што се знаат во јавноста. Замислете, тој во самиот закон тврди дека има архива со податоци за овие летала која не се објавува. 26 пати во овој закон се содржи фразата нечовечка интелигенција. Се спомнуваат фрази како, цитирам, биолошки докази за нечовечка интелигенција и му се наредува на војската да предложи, цитирам, план за контролирана објава на вистината. Внимавајте, ова е текст во законот. Законот исто така бара војската да му дозволи, како што пишува, прописен надзор на Конгресот врз сите информации за феноменот. Сето ова е објавено јавно. Сите предложени закони се достапни за јавноста, зошто ниту еден од мејнстрим медиумите се уште не зборуваат за ова. Тоа е на вистина фасцинантно. Кој би можел да замисли вакви фрази, вакви наредби во закон предложен во Конгресот? Практично законот, индиректно, му наредува на војската јавно да објави дека не сме сами.